Ја славиме денес, браќа и сестри, светата мироносица, равноапостолна Марија Магдалина. Колку епитети собрала, колку скоро ниеден маж во историјата на црквата не собрал. Затоа што храброста е она што ја одликува оваа жена. Како мироносица оди на гробот Господов, тогаш кога уште е крајно опасно да појде. И денеска има веројатно закон дека мајката не може да сведочи за детето, затоа што секогаш сведоштвото на нејзино ќе биде пристрасно. Ова ви го зборувам зашто не е чудно што Пресвета Богородица не се плашала да отиде на гробот. Ама ова Марија Магдалина, зошто таа не се плашала и била прва која го видела воскресението Господово. Токму тоа е наградата која Господ ја дал за нејзината одважност и храброст. Таа не го пожалила својот живот, тоа го гледаме многу очебино кога отишла кај царот Тибориј со црвено јајце да му каже Христос воскресе. Тогаш кога се губела главата, ако видиш христијанин, да одиш дуди кај царот и да тоа се чувствува секако како предизвик еден голем, односно како навреда за царот. Ама тоа не значи дека не го пресретала Марија Магдалина, дека може да ја загуби главата. А сепак отишла. Тоа не се граничи со будност, браќи и сестри. Може некој да го разгледува денеска да рече, таа не бил драг животот, може би била во депресија и сакала побрзо да го заврши животот. Не се работи за Марија Магдалина, која била крајно психолошки издржана личност. Отишла со намера, ако може да го придобие царот за големото дело на спасението на светот. Потребни биле неколку векови. Дури царот Константин го примил христијанството како вера во државата римска тогашно. Значи, тие сите 3 векови и нешто христијанството било гонето. Меѓутоа, оваа жена немала само идеал дека христијанството треба да постане религија на многуте. Туку имала одважност и храброст тоа да го направи. Затоа денес ја викам мироносица, значи во најкритичните моменти не се плашила доди на гробот Христов. И равноапостолна, што значи равноапостолна? Свети Кирил и Методи се равноапостолни, ни ги викаме. Ама тие ги просветлиле словените. Оваа жена ги просветлила дури и апостолите. Никој не го видел воскресението пред неа. Нити Петар, нити Јован. Таја им соопштила, бе, Христос воскресе. Тоа е многу важно, ама Господ го награди, ја награди храброста нејзина. Храброста некоја се граничи со лудост, зашто има и таква храброст. Човек од лудост прави одредени храбри чекори. Туку промислени заради Господа, тоа е права и вистинска храброст. Така е Света Марија Магдалина. Денес името на оваа светителка
го носи настојателката на оваа света обител, Магдалина, и мојата наискрена честитка секогаш и од сите вас секако е да и го честитаме именденот. Меѓутоа, она што ја доближува и што ја прави да оди по стапките на Света Марија Магдалина е храброста на оваа настојателка. Нека продолжи да биде одважна во храброста, затоа што тоа е можеби најважната карактеристика која на некој начин се мери со машкоста, ама кога ја среќаваме кај жените е уште повчудоневидувачка и уште позабележителна. Затоа и Света Марија Магдалина е толку забележлива, ама и толку почитувана. Заради тоа што има карактеристики кои треба да ги има човекот во целина. А тоа значи дека целовит човек е кога е и маж и жена истовремено. Не само маж, не само жена. Туку кога ги има сите карактеристики на маж и жена, тогаш е целосен, тогаш е совршен. А оваа светителка ни покажува дека е можно тоа. Жена да постане маж е многу потешко отколку маж да постане жена. Во карактерот зборувам. Не во тоа биолошки да постане. Туку во карактерот да постане со машка издржливост да се покаже. Е така оваа настојателка која ја спомнав, која е присутна тука, ги покажа сите карактеристики како се води еден манастир. Пред се ја викаме настојателка, зашто е најважно што настојува на редовноста на богослужбите во црквата. Затоа што тоа е за монахот и најважно. Се друго е попратно. Може манастирот да има економија, може да биде богат, може да биде и сиромах, ама најважно е да не ја изостави богослужбата. Зато се поставува во машките манастири настојател, а во женските настојателка. Таја треба да ги буди сите. А ако е женски манастир, сестрите, и ако некој неоправдано не дојди на богослужба, да даде одговор и пред неа и пред целото сестринство зошто не дошол на богослужба. Затоа што смислата на монашкиот живот е богослужбата. Се друго е дополнително. Може да го има и се друго може да има. Различни се по карактеристиките манастирите и во околинава и пошироко. Некои со едно послушание се занимава, други со друго, трети со трето. Ама не смета го изостава богослужението. Затоа што богослужението е центар и смисла на монашкиот живот, а ќе одам уште пошироко на целиот христијански живот. Смислата на христијанскиот живот е богослужението. Вие знаете Свети Јоан Кроштадски, што рекол, јас побожноста ја научив на певница. Значи, кога доаѓа некој редовно на богослужба, тој станува побожен од вчерашниот ден. Затоа што се надградува. Побожноста не е дадена за секогаш и не значи дека човек не може да ја губи и да заостанува во неа. Потребно е редовно да се храниме со побожноста. Таа е богослужбата. Нема во богослужбата исхрана на побожноста, нема никаква исхрана. Затоа, браќи и сестри, секогаш да се трудиме животот да го управуваме по богослужбата на црквата, зашто таа е и
направена таква да ја гради побожноста. Богослужбата на православната црква не е составена туку така. Туку таа низ векови се проширувала, се надградувала и денес добиваме еден совршен облик на богослужбен живот во црквата. Честито името нека им биде на сите кои го носат името на Магдалина мироносица и равноапостолна, особено на настојателката која овде е со нас и во чии спомен денеска служиме литургија во името на Светата мироносица и равноапостолна Марија Магдалина. Таа да биде со сите вас во сите дни на вашиот живот.